Во срцето на Балканот се наоѓа земја богата со историја, култура и потенцијал. Иднината почнува дома. Представуваме 32 изворени личности, символизирајќи ги 32 години независност. Визионери, креатори, двигатели на идните промени. Придружетени се додека ги истражуваме нивните успеси, идеи и предизвици, да насликаме слика на нација во подем. Мојата посветеност и вложевност на секојдневните обврски представува задоволство кое што го работам, токму поради тоа што архитектурата како моја професија ме исполнува и представува страст кон која што секојдневно се вложувам. Би сакала да верувам дека ќе придонесам во однос на тоа како ќе напредуваат идните генерации на студенти преку моите проекти и преку мојата вложеност и работата со нив. Најголем предизвик за мене представува да се организирам во однос на моето време, бидејќи личната амбиција и бројните желби на некој начин го окупираат моето време. Меѓутоа, тоа не представува напор кој што треба да биде совладан, туку представува предизвик кој што треба да биде реализиран со цел да имам една успешна совладаност на предизвиците, па така би кажала дека моите предизвици ги наминувам заеднички со моите блиски колеги, пријатели и професори, учејќи ја архитектурата, на некој начин се запознав одблиску со изворните вредности на македонското културно наследство, па можам да кажам дека често се инспирирам од ликовните фрески во црквите во Курбиново, преку портретите на доилките на Никола Мартиновски, па се до мозаиците на Чемерски. Иднината на Македонија би сакала да ја видам во едно потполно светло, во која што ќе се обезбеди простор за напредок на младите, но и на возрастните во сите македонски градови. Јас се надевам дека во една иднина плуралистичноста и спецификите кои што ги имаат сите македонски градови може да придонесат за еден широк проект во кој што ќе се обнови оваа разноликост на Македонија. Би сакала да посочам на младите дека нашата земја е наша одговорност и незината состојба е на некој начин одраз на нашата почит кон неа. Младите не треба да чекаат на некој друг да им обезбеди простор за напредок и нови можности, меѓутоа треба да бидат прогресивни и сами да креираат нови прилики како за себе, така и за идните генерации. Успехот за мене претпоставува лична реализација на некој начин преку работата, бидејќи работата зема најголем дел од моите обврски во текот на денот. Кога работата ќе стане мое лично задоволство, тогаш можам да кажам дека сум постигнала успех. Моите навики се одраз на мојата сериозност со која што настапувам при секоја задача, без разлика дали таа задача е лична амбиција или доделена обврска. Активност која што само треба да биде завршена. Моите навики се одраз на она што сум учела преку архитектурата, бидејќи архитектурата е педагошка алатка која што ме научи како се гради домот, како се гради куќата, меѓутоа како се гради и една заедница.